Ova utro, počitovaní gledači, na utrinskata programa na Mega Televizija se naođame vo Svetiot hram Sveti apostoli Petar i Pavle od Kičevo. Moj sogovornik i ova utro će bide otec Aleksandar Krstanovski, so kogo će porazgovarame okolo značenje to na Strasnata sedmica, odnosno on je denovi pred golemiot pravoslaven hristijanski praznik Velikden. Otec Krstanovski, dobro utro i eve, može na početok vednaš da ni kažete što točno označuva Strasnata nedela, odnosno nedelata pred golemiot hristijanski praznik Velikden. Strasната или страдална седмица ја сочинуваат последните 6 дена пред Воскресението Христово, од Велики понеделник до Велика сабота. Секој од овие денови обележува некаков настан. Понеделникот од Страсната седмица, кој одбележуваме споменот на праведниот Јосиф од старозаветното собитие, нели синот на Јаков и Рахил, кој што беше предаден во Египет, како и споменот за исушената смоква од Евангелието, која што го символизира неплодната смоква, која што ја символизира неплодноста на верата на еврејскиот народ, кој што не го прими Христос како спасител, односно го распна, го предаде да биде распнат од римската власт со најсрамната казна, смртта на крст. Велики вторник се сеќаваме на параболата, Христовата парабола за 10 девојки кои го чекале својот младоженец и која што, според толкувањето, не повикува на будност, бидејќи не го знаеме денот и часот кога Христос ќе дојде на земјата. Нели така и при таа парабола во зборува за девојки кои што некои од нив си зеле масло за своите светилници, а некои не. Оние кои што си зеле биле будни девојки, нас на фигуративен начин Христос не повикува секогаш да бидеме будни за неговото второ доаѓање. Средата се сеќаваме на жената блудница, повторно тука простувањето. Средата исто така и предавството на Јуда. Четвртокот ја одбележуваме тајната вечера на Христос со апостолите, кога всушност е и востановена светата тајна Евхаристија или причеста, молитвата на Христос во Гетсиманија и неговото фаќање од страна на евреите и судот пред Синедрионот, највисокото религиозно-политичко тело кај евреите. Петокот е секако смртта на Христос на крстот, а на Велика сабота неговото слегување во адот, бидејќи според еврејското верување душите на сите починати одеа во подземјето или Шеол на еврејски или ад, а Христос слегува во адот, го ослободува нашиот, го подигнува нашиот праотец Адам и паднатото човештво во адот, за во неделата да го пречекаме Христовото воскресение и победата над смртта. Отец Крстановски споменавте дека на Велики петок е распнувањето Христово. Што значи самата смрт на Христос за човештвото? Спасението на човештвото Христос го изврши како пророк, донесувајќи го најсовршеното догматско и етичко, морално учење, како првосвештеник, бидејќи старозаветните првосвештеници принесуваа жртви за очистување на гревовите на народот, Христос како првосвештеник сам се принесе како жртва, умирајќи на крстот. Значи, како првосвештеник е оној што ја принесува жртвата, а и сам се принесува себе си како жртва за спасение на светот. И третата служба со која Христос го изврши спасението, неговата царска служба, која се состои во неговата победа над адот и на смртта. Значи, Христос, умирајќи и воскреснувајќи, победувајќи ја смртта, со својата смрт, тој ни го отвори патот секој од нас да ја победи смртта и да живее во блаженство, односно постојана духовна радост, која што е Царството Небесно, која што Христос ни го вети. Отец Крстановски, јас и овој пат ќе ви се заблагодарам за
ono što вие се трудите нели на најдобар можен начин да им го објасните на нашите верници околу значењето на сите овие недели до големиот христијански празник Великден. Ние со вас продолжуваме и понатаму, значи ќе се видиме и на самиот ден Великден, кога ќе им објасниме на нашите верници повеќе други верски особености околу самиот празник. И се надевам дека нашите верници радосно и оваа година ќе го дочекаат Воскресението Христово. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, утринската програма на телевизија Мега продолжува и понатаму. Останете со нас.